Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов и овој петок имам една интересна приказна. Поврзана е дефинитивно со бизнисот, ке да знаете наскоро за кого станува збор, бидејќи на почетокот мораме да кажеме дека со нас се и нашите пријатели од Форманова, formanova.com.mk, нивниот сајт, посетете го за да ги видите сите оние попусти доколку се решите за реновирање и го правите најдобриот избор, како што и ние го правиме најдобриот избор. Нивниот салон е во комплексот Годел. Ова издание на Бизнис Муабети на Фактор МК, наш гостин Фатмир Битики. Порано ќе кажев прв човек на Комората на Северозападна Македонија, па советник за економски прашања, па вице-премиер за економски прашања, денес пратеник, бизнисмен, никако да кажем. Прво добре дојдовте. Вие сте во бизнисот, сега како му доаѓа тоа? Сте тука околу парите, меѓутоа никако да ги пофатите. Интересно. Јас се чувствувам некаде во 2009 кога излегов прв пат после граѓанскиот сектор. 10 години работење во граѓанскиот сектор, дека сум дел од приватниот сектор. Никогаш помпезно во компанија или да бидам менаџер на компанија, но во сегментот на консултантството. И од 2009 некаде до кај 2012 работев низ Западен Балкан, заработував за себе пари како консултант, искрено. Поврзано тога со Европска унија, но како независен. Тоа е бизнис консултантството? Веќе станува, така? Станува. Еден сегмент во 2012 влегов за прв пат во Комората на Северозападна Македонија како извршен директор, 2 години, па отидов 2,5 години во Косово, на еден проект на Европска унија. Во меѓувреме се занимавав поприлично со консултантство за пристап до фондови, за компании, за општини, за невладини организации и така натаму. Имав обиди за своја компанија, но некако кода размислував дека некогаш ќе влезам во политика и овде влегувањето во политика, ако случајно имаш компанија, замислете, во 2018 кога влегов како советник и пополнував анкетен лист и ги гледав законите и вика во еден член на Законот за конфликт на интереси, вика, дори да има собствена компанија, не смееш да ја препуштиш на своји луѓе, дори на сопруга и на деца, туку треба да ја дадеш на трети лица. Ја викам, замисли да имаш створено било што и сега, затоа што се занимава со политика, тоа ти е исто како Трамп сега се занимава со политика и Трамп треба да ги отуџи на некој друг, а не на своите деца. Тоа го пишува во нашите се уште закони за конфликт на интереси, а од друга страна носевме закони за скриени собственици, во кои што викаме сега нели вистинските собственици да ги најдеме. Не сајкате малце колизија. Сега веројатно после се во ова моето искуство во политиката, еден ден јас мислам дека ќе заврши и ова моја цел и годините во политиката, мислам дека тогаш реално ќе ме видите во бизнисот. Како размислувате? Кога во прашање бизнисот, во што гледам? Ја мислам таму кај што бизнис со посеви со Ја искрено сум поборник на бизнис кој што има додадена вредност и сметам дека нешто што е во сегментот на производство, преработка, ама кој што е составен дел на поголем supply chain или ланец на набавки, затоа што сметам дека таму имаш многу тежок влез, затоа што мораш да поставиш превисоки стандарди за да бидеш спремен да влезеш, но еднаш кога ќе влезеш више ти е загарантирано низ години дека ќе опстои тој бизнис, а сметам дека тоа е додаден. Маркет добро сватив или? Маркет ако добро сватив? Не е маркет, во нешто во производство сигурно. Производство. Да. А индустрија? Па накаде целите се обидувам да видам
Сега видите, ние говориме перспективно, ја сега Перспективно ќе ви кажам, сметам дека сегментот на зашто звучи грубо кај нас кога ќе го кажете недвижности или го викат на англиски real estate development, тоа поаѓа од консултантството во кое што ти развиваш недвижности, не ги градиш, но во светот веќе се зборува за целосен еден нов сегмент, а го викаат luxury real estate development, во кој што има можност за сите кои што може да обезбедат солиден квалитет со додадена вредност на таков пазар. Кај нас тоа го нема. Тоа е веќе се развива низ неколку земји во Европа, во Америка, дури во одредени азијски земји кои што бараат многу блиску, го бараат сегментот на снабдување на одредени производи кои што можат да влезат во нивниот ланец на набавка. Таму гледам одредена можност, веќе имам одредени размислувања кои што може да бидат екзит стратегија. Еден ден кога ќе одлучам да излезам од политиката, бидејќи секако дома зборуваме, моите деца ги усмерувам во таа насока, па можеби они се уште се мали, но после факултетот може они да одлучат тоа да го прават. Тоа е еден бизнис кој што е исклучително развиен во Србија. Зашто го кажувам ова? Затоа што баш сега кога бевме со снимателот, ние бевме во една таква компанија во Белград Real Estate, кој што вработува и кој што има илјадници вработени, кој што 10 години екзистира и во Македонија. Мојот чест е што имам можност да го познавам и првиот човек кој што работат не само во Србија, Македонија, туку и во Хрватска, ако не се лажам, добија и огромен бизнис во Австрија. Значи станува збор за еден бизнис кој што исклучително не е развиен во Македонија, неверојатно потенцијален, тешко за разбирање во Македонија. Освен тоа, меѓу другото, чинам дека имаат и брокерство, имаат и еден куп други работи, меѓутоа добро резонирате, видејќи некој ќе каже, знаете, обично во Македонија по модарство, не очекував дека вие ќе кажете, па ќе инвестирам во фотоволтаици, како што беше на времето, нели сите трчат по фотоволтаици, па потоа отидоа во була, вие размислувате поприлично прагматично, ако можам така да кажам. Но како велат кога ќе ви влезе еднаш чевието на политичка, тешко дека ќе излезете или вие некако како да се разочаравте или Не. Јас интересно е за пријателите, поблиските пријатели кои што ме знаат, пред едно 25-6 години кога ја почнував мојата кариера, работна кариера, после студиите, си имав кажано дека кариерата ќе ја поделам во 3 децении. Четвртата се уште ја немав испланирано тогаш. Првата деценија беше првите 10 години да работам за мисија, тоа е во граѓанскиот сектор, во невладина организација, затоа што сметам дека е животно искуство за нешто што вистински сакаш да помогнеш, но таму нема пари. Работиш. На проекти има пари на проекти, знаете. Ја на плата работев. Работев во една доста голема организација во тој момент. Правевме на вистина многу убави работи, но се стекнав со многу искуство и точно на 10 години го напуштив тој сектор и влегов во приватниот сектор, зашто моето размислување беше дека треба да направам доволно пари за мене, за семејството, да бидам стабилен, да видам доволно, за да евентуално ако влезам во третата деценија во политиката, да не паѓам на искушението за мали работи. И така се случи. Сега сум во третата. Кој не? Кој не? Но во третата деценија во политиката влегов и сум на средина, да кажеме, 6-та година од деценијата која што имав испланирано. И велам, не сум разочаран. Дали би го направил истото што го правев? Најверојатно. Доста ми замеруваат и мои лични пријатели, па и семејството. Еве една случка.
од кога завршија изборите и почнав како пратеник и отидовме на одмор со децата и сега черка ми годинава наполни 18 години, викам леле, у 18 години те гледам како растеш и сега зборим и син ми префрла, вика, извини, вика 18 минус 4. Вика, затоа што последните 4 години, вика, малку не гледаше. За тие таков еден удар е тежок да го прифатиш, затоа што си се одрекнал од тоа за кој што живееш, работиш. А тоа е децата, за да го вратиш на другите на кои што си им потребен, затоа што имаат очекување. Јас се одлучив дека тие 4 години на вистина ќе работам, ќе одработам. Не по секоја цена, за да на крај граѓаните се препознаат, затоа што не се што работевме можеше и носеше гласови, но јас сум среќен од денешна перспектива кога работата и влогот во кој што јас и моите колеги, кои што работеа со мене, мојот тим, кој што не беше голем, едно 16 луѓе, ја немав цело министерство, но вродуваат со плод. Например, пред неполни 2 недели во собрание изгласавме националната развојна стратегија за наредните 20 години, кој што е плод на 3,5 години работа на мојот кабинет, заедно со други институции. Кога вчера, например, подпиша премиерот една инвестиција која што ја работев скоро година и пол, која што е една од ретките инвестиции кои што влегува во сегментот на истражување и развој. Вчера се подпиша 2 инвестиции, велам година и пол се работеше. Уште 5 други инвестиции чекаат на маса за да се подпишат од оваа влада. И тоа ме прави среќен, затоа што на крај на денот мораш да оставиш белег. Дали ќе те препознаат или нема да те препознаат, дали некој ќе се заблагодари, не сме за тоа, затоа што сметам дека ова е новиот начин на правење на политика, а тоа е да дојдеш, да оставиш нешто, да направиш одредена промена и кога ќе сватиш дека можеби е најдобро да си заменеш за да оставиш простор на нови, за да влезат и да продолжат. Зошто ја не сум поборник на идејата дека треба цело време да останеш и да зафаќаш простор. Затоа што така ни лично, ни општествено не се менуваш. Може ли да разбиеме некои дилеми? Например, околу тие странски инвестиции за кои што говорите? Странски и домашни. И домашни. Да. Има провизии тамо за министри, за вице-премиери? Кај мене нема. Дури... Затоа што ние слушавме, така? Да. Дури јас... А ти нудиле? Не, они најчесто се обидуваат да понудат ако те најдат надвор од канцеларија. За жал, за нивна жал или жал на тие кои што имале такви намери, јас во успоставив еден систем кој што не знам дали оваа влада ќе го продолжи, но со сите подпишував така наречен NDA, Non-Disclosure Agreement, или договор за доверливост и за неизнесување на податоци, затоа што често се случуваше да различни потенцијални инвеститори дојдат кај мене, ама отидат уште на 3-4 места, па таму кај што е најслаба карика, после да се обидат да придобијат нешто дополнително, па и да те подмитат. Јас кажав, ако сте заинтересирани за да инвестирате, го подпишуваме договорот, преговараме, тоа во институциите, тоест во системот, во влада, ќе го знаат сите што треба да го знаат и на крај завршува му моментот кога треба да биде завршено или обзнаено во јавноста кога двете страни се договараат. И тој беше прифатен. Еве сега овие 7 инвестиции за кои што зборам, вчера беше втората, Епсотек беше пред 2 месеци подпишана, вчера Brainchild и доаѓаат уште други 4 инвестиции, се токму производ на тој пристап кој што јас го имав. И сте виделе дека јас не зборувам за инвестициите во јавност, затоа што
мојот подпис стои на еден таков договор дека ја нема да зборам за ниедна инвестиција со име презиме, се додека двете страни не се договориме дека тоа е така. А зашто ги оставивте на ВМРО ДПМН? Затоа што ги оставив да системски се решат истите. Не им имавте ви време вие да ги направите Па не, како затоа што влада? преговорите течат. И тогаш кога ние постигнавме договори со нив во смисол на условите, влегува во систем, за жал не фати процесот на два изборни циклуса, председателски и парламентарни, и нормално можевме и без одредено мислење на одредена институција, јас инсистирав да бидат кристално чисти, да влезат во систем, да ги поминат сите филтри преку Комисијата за заштита на конкурентност со нивно позитивно мислење, па после да отидат на влада, да бидат одобрени и така натаму, и заглавија во последниот филтер, а тоа е Комисијата за заштита на конкурентност, и сега гледам, они продолжија. И убаво е. Ова за државата е добра. Поединечно не знам дали е добра за некој. За државата е добра затоа што им покажуваме на сите странски и домашни инвеститори, независно на минувањето на владите, дека продолжува истата политика и продолжуваат истите превземени чекори од некоја претходна влада. Добро, тој потенцијален инвеститор без разлика дали странски или домашен ќе дојде кај вас, ќе најде на бариера, меѓутоа ќе најде друга, како велите вие, слава карика, и во тој контекст не ви е малку криво. Не. Јавна тајна е дека некој зима. Не. Дека некој зимал, па сега сакате рекет, сакате провизија, како сакате наречете го, Не ми е криво затоа што ја сте ги слушале верувам. моветите, така? Да, Овој да, земал ја толку. верувам во инструментот на лична одговорност. И јас сум голем поборник на тоа. Кој се огрешил, тој ќе одговара. Па не видов баш дека некој Па добро. одговара. Еден ден, јас верувам, јас така сум учен, дека ништо не останува за тој свет. Ќе ве И вратам. дека ако си се огрешил, ќе одговараш на ваков или на таков начин. На еден начин ќе одговараш. Јас не сум склон и затоа велам. Они наоѓаат начини, вообичаено, еве за сите кои што пак ме знаат, ме следеле, јас деловни состаноци ми беа многу ретки во мојот мандат од 4 години, многу ретки. А вечери уште поретки. Може ли да ме видат луѓето, може би евентуално по ресторани со моето семејство или со мои стари пријатели. Добро сега, и тоа не знам Не. колку е баш исправно сега. Вие на деловна вечера не може да не одите сега. Не значи тоа... Со модел, ако требало да се организира, но сме ги организирале таму кај што вистински треба да биде деловно. А ние сметам дека деловните разговори една влада и јавен функционер ги води во канцеларија, таму кај што е избран и таму кај што треба да служи. Се вие добро знаете дека тоа е реал политика, а знаете дека многу добро сите договори, сите пари се прават на маса во кафеана. Тоа барем ви е добро познато. Па Така, договорот не би се- паѓа во кафеана. Во бизнес секторот да. Во бизнес Па, за секторот тоа да, збориме. ама во јавниот живот не би требало, затоа што немаме што да договараме Затоа во што- кафеана. Да, ама За вие за формата чии ја правите интереси? вие формата ја правите во влада. Но Договорот за пак чи- паѓа во кафеана. Не се согласувам. Не се согласувам. Јавните функционери не се договарат во кафеана, затоа што тогаш е вон очите на институциите и тогаш е... Видете, вие може да почнете разговори. На ручек. Еве, ќе кажам, не е тајна, затоа што сегашниот премиер ги прими Џонсон Мети. Јас им посветив една посета во Лондон, една и пол години од сега. Во Мицковски говорите? Мицковски Аха. ги виде сега Добро. пред 2 месеци и најави дека интересно е разговорите со нив, но јас пред година и пол, некаде, скоро 2 години, да, точно 2 години, во октомври 2023 ги посетив во Лондон. И вистина е дека таму, заради мојата визија во автомобилскиот сектор, им реков, ние сме спремни како влада да почнеме да разговараме за вашиот следен инвестициски циклус, затоа што знам дека ќе го направите и шекорот, а тоа е
влезот во сегментот на електрични возила, затоа што они се најголемите производители на катализатор, што се употребуваат кај возилата сега, но тоа за 10 до 15 години ќе го нема. И се совпадна моите размислувања со нивните планови на раст. И тогаш почнавме, но тоа беше вечера, тама не договаравме ни за пари, не зборувавме ни за пари, зборувавме за идејата потекнува таму. Да. И сега после година и пол они се враќаат и потенцијално зборуваат за одредени нови можни инвестиции во државата, но пак ќе кажам, финалните договори не може да се направат кога си јавен функционер да се прават надвор од канцеларија. Добро, тоа е јасно. Да. И парафирањето не може да се прави во кафеана. Делувате како политички ангел во смисла на тоа каква е политичката констелација во Македонија и просто човек едноставно не може да поверува дали можно да се има вакви политичари со вакви резонирања. Например, имот на Состојба скоро, вака бизниски кажано, не скоро, туку 415.000 евра. Повише? Да, па да. Затоа што таму е пријавен стамбената куќа која што е изградена некаде пред 10 години со таа вредност од прилика 300.000, веројатно денеска да се направи проценката ќе биде многу повисока. Значи повеќе од пола милион евра? Па кога ќе земете се, веројатно со кредити и се околу пола милион и над пола милион. Ќе прашам, се некој ќе каже од каде парите и вели Битики кој е заменик на претседателот на владата задолжен за економски прашања, пријавил имот во вкупна вредност од 400.000 евра, 980, поседува куќа, неговиот брачен другар ова. Тогаш што имал во споредба со 2020 година имал имот вреден вкупно 407.000 и тој моментално е посиромашен за 7.000 евра. Да. Па како што имам 13 килограми помалку него што имам кога влегов на функцијата. Сите кои си одат од политика си одат и поздебелени и со не здебелени и физички, но и овака по сакоата, по актовките. Не, искрено Како стигнал минус? Ја не знам како не те набркале од дома. Па дали си ти единствениот политичар кој што излегол од политика со минус? Кога влегов во политиката имавме 2 возила и едното го продадовме затоа што ми треба за кампања пари. Не, за кампања требаше кредит да се искрено. Но да, се стекнав со минус една кола и плюс еден нов кредит затоа што требаше нешто да направиме дома и реалноста е таа. Но видете, во политиката за жал тоа бил мојот став. Ја не се чувствувам како политички ангел, тоа што го кажат. Не, па така делувате по зборењето, не сакам провизии, не сакам ова. Сум се обидел да искрено велам не паднеш на искушение. Ја често тие кои што ме обезбедува и ме возеа и јас кога ќе инсистирав на пример да ги менуваме колите за партиските активности, да им кажам идете дома, земете го возилото, затоа што идеме со моето возило и они ми вика, шефе, ова е подобро од службената што ја имаме. И им беше покев да ја возиме таа кола и се чудеа зошто, например, ја оставаме службената на сигурно, па ја земаме, вика, па сите прават ова другото. Или, например, кога ќе застанеме на патарина, да треба да платиш патарина, независно дали е службена или приватна. И он ми вика, шефе, можеме и вака ќе ставиме светла. Не може. Треба да покажеме. И јас, пак ќе кажам, се обидувам да преку моето действување го дадам примерот на моите деца. Добро, што ја викат дома? Искрено? Па заради тоа што они се дружат често и во училиште имаат деца на други политичари, ми викаат дека јас сум несвојствен и дека
подобро да излезам од политиката и да се вратам во бизнис, затоа што така ќе имаме повише пари. Ја велам, ќе дојде времето и за тоа. Колку е повише пари? И објаснувате ли на децата што е повише пари? Па они Еве имат вреден пола милион евро, да кажем. Кредити, не кредити, тоа не ги луѓето. Да, не е битно секако ги и тоа интересира, ќе го да. платиш, Да. ќе остане кај тебе на крај на денот, зашто си го инвестирал за себе. Добро, колку е тоа многу пари? Па Како не го знам, перцепираат? Они- веројатно затоа што на пример еве син ми е склон кон коли, подобри коли. Ние имаме добра кола и он вика, абе ќе купиме постара, ама поголема. Што кола има така не треба? Мерцедес Е-класа. Добро. Што сака По тој? нова година и он вика, абе ќе купиме ако треба и постара година, ама С-класа, затоа што он е поголем од мене. Аха. А ова да го- Скоро е два. А ова да ја продадете? или? Да, да ја продадеме. Аха. Затоа што он е скоро 2 метри, па сега му е тесно. И вика, или ќе види, и вика, а зошто не земе еден рейндж? Ја му викам, и? Што ќе правиме со рейнджот? Кола е, ова кола е таа, така да служи, ова служи и таа. Но, веројатно, примерите се такви. Например, ние имаме, јас секоја сум го кажувал, ние имаме случаи каде што службеници во министерствата доаѓаат со коли за кои што би требало да се запрашаме. Како? Затоа што реално куповната моќ на службеник во министерство не е за да може да си приушти 50, 60, 100.000 евра кола. Па може од сопругот или сопругата. Па може, кредит. може. Знаете, сега, Да. вие го поставувате прашањето како се ја да поставам, па добро е сега, па со пратеничка плата па и не можеш да направиш куќа од пола милион евра. Да, ама Тоа ја така не сум. некако му Да, доаѓа, да, така? ама јас сум пратеник 7 месеци, кола куќата е Добро, пред да, и 10 како со години. министерска плата. Па и министер сум само 4 години, куќата е пред 10 години. Значи ја имам кога влегов во политиката имав 21 година искуство, работно искуство. Насекаде низ Западен Балкан најмалку, и подалечни земји од Западен Балкан, во кој што не кријам, ја сум работел, сум инвестирал, сум земал кредит, отплаќал редовно кредити, сум имал добри приходи. И тоа е реалноста. На крај на денот плаќаш даноци и тоа е тоа. И затоа велам дека они виделе и јас предпоставам дека затоа што за мене не е Македонија единствениот пазар. Јас секогаш сум кажал, за мене најмалце Западен Балкан е пазарот на кој што би можел да работам, ама и пошироко. Така да можностите се многу поголеми него. Да, па вие и на стартот рековте дека работевте како консултант на многу проекти во многу држави, проекти од со европски пари и во принцип консултантите да иземаат големи примања и затоа велите вие ја пред 10 години сум правил. Сум создавал, па сум можел да земам и кредит, сум бил ликвиден за да можам да го исплатам сето тоа и сега од консултант одите во комора. Па да, Зашто? затоа што првиот пат кога го отидов А и таа невладината добра политичка ви излезе. да, не, добро. Па нели се и Клековски отиде фонд за здравство. Па не, има многу добри кадри искрено кои што некои влегле во политичката. Као политичка академија сте колку го рушите имиджот на тој не, тоа е цикл затоа што после видете, јас од 2009 имам отидено од МЦМС, таа е организацијата во која што работев. А во 2018 почеток на 2018 имам влезено во политика, така да тоа е циклусот. Скоро 4,5-5 години. Во комора, така е. На два наврати, по 2,5 години. И што правевте? Не бизнисмен, прв човек на комора на Северозападна Македонија. Го артикулирав гласот на и потребите на бизнес заедницата. Искрено, јас се радувам што бев во период кога се рушеше режимот и тогаш бевме единствени гласноговорници против режимот, за разлика од после како се отворија видиците.
верувам дека бевме на вистина единствените гласноговорници за тоа што им се случува на приватниот сектор, колку економијата и државата е фатена од сите страни, од страна на тогашниот режим, и се радувам што можеби индиректно придонесовме да се сруши тој режим, и дури дури тогаш во 2016, почеток на 2017, се зборуваше дека вице-премиерот за економски прашања ќе доаѓа од стопанските комори. Така се случи, нели? Мојот претходник Клочан Гешев. Да, заврши. Имаше одредени тогаш. Малку луѓе го знаат, ама го знаат луѓето од коморите. Одредени дискусии и тогаш во 2016-17, за да јас бидам на таа позиција, но такви беа констелациите, веројатно друга линија победи, за да ја во 2020 дојам на таа позиција. Природно се случија работите. И сега доаѓате до ситуација, велите, бев среќен што бев на таква голема позиција во време кога бизнисот, условно кажано, беше заробен. Не гледам дека нешто и сега е сјајно. Особено на фаќањето страна од политичка. Бизнисмените јавно фаќаат веќе страна, па сега гледам дека денес нешто се лутат, не ги викнале за сопанките, па да видат малку повнимателни, јас ги го читав, да видат малку повнимателни владата во однос на провизиите или каматите, се извинувам. Жалам што за толку брзо време почна владата да комуницира на таков начин со коморите. Ја бев 4 години, скоро 4 години, без малку 2-3 месеци, 4 години вице-премиер за економски прашања. Ние имавме поставено сосем друг начин на комуникација со коморите и со приватниот сектор. Значи, а тоа е партнерски однос во креирањето на политиките, затоа што владата е таму за да креира политики взаемно, и пак ќе кажам, среќен сум за тој пристап кој што го имавме како влада, затоа што полесно ја пребродивме ковид кризата, енергетската криза, економската криза. Взаемно, помагајќи, делувајќи. Добро, па не мислам Дали така. секогаш, па добро. Дали секогаш се најсреќни страните во разговорите? Не. Сегашната власт поинаку размислува. За жал, например, ја никогаш немам добиено повик од компанија во 4 години како вице-премиер за да ми кажат, знаете што, мора да интервенираш да ни се врати ДДВ-то. Денеска, како пратеник, а плюс како бивш вице-премиер, добивам најмалку по 3 повици на ден од компании кои што ми се жалат затоа што влегуваат во 40, 50, 60, 70 дена доснење и повише. И сега Што- ќе ви каже, па ако сте оставиле празна државна каса. Не. Завршена е таа приказна. Тоа заврши за еден месец. Тоа е приказни за тие кои што не ги знаат бројките и што не знаат да читаат бројки. За сите други, тоа е гол популизам, пиар стратегија. Заврши таа приказна. Затоа што парите ги имате, во управувањето со јавните финансии е ко да управуваш со домашните финансии. Ова е чекмеџето и влегуваат пари од секаде. Ако сме оставиле во одреден момент празно, и имаш обврски кои што ти доаѓаат дома, ти од првиот прилив ги подмируваш обврските, така? Стигнаа 500 милиони евра од Унгарија. Добро. Има доволно пари за да подмират обврски. Затоа што влегуваат на исто место, тамо више не се гледа чиви се парите. Заради ликвидноста, така да е сузбиено мито дека сме им оставиле буџет. Не, они си направија ребаланс, си обезбеди доволно пари.
дополнително на ова што го кажувате министерката за финансии, рече дури имаме суфицит. За прв пат има суфицит. Значи чекај. Како за 4 месеци ти фалеле пари, овие се испотрошиле и сега ти феноменално за 4 месеци направи суфицит. Или го направи со тоа што позајми пари за кои што плаќаш провизии за неискористување и плюс плаќаш одредени други камати. Така да пари има. Само начинот на како сакаш да делуваш. Коленичењето, молењето е веројатно прашање кој што треба да се постави таму кај што треба да постави. Ја не дозволував. Ја како што и министерот за финансии не дозволуваше да има интервенции во Трезор во редоследот на плаќање. Не. Законски се знае 30 дена е рокот за поврат на ДДВ. Не може да биде повише. Сега они што викаат, ама мора да провериме. Добро, проверете. Проверуваат 50 компании, заглавуваат 40.000 други компании. Тоа не е систем, тоа не е држава. Тоа не е начин како сакате да функционирате. И им викаат, сега, ако имате проблеми во ликвидноста, ви пари ќе ви даваме од тамо некои унгарски пари. Чекайте. Па нашите пари, тие се нивни пари, на стопанствениците. Не им ги враќаат, им викаат сега ќе ви ги субституираме со одредени кредити. Малце се нарушија работите и сега слушаме препукување на добрите партнери, нели? Чекај, провизиите да не биле високи, камата да не биде комората и Па да, и сега во суштина слушаме една комора која што разговара. Секогаш и познато, општо е познато дека таа комора е легитимен представник на големите компании. Сега во последно време се сврта кон средните компании малку. Но има други комори кои што се представници на микро, малите и средните предпријатија, кои што се поприлично повеќе во државата. Иначе, не знам, статистика ако ве интересира, 97,8% од компаниите во Македонија се мали и средни предпријатија, помалце од 3% се големите компании. Па така да, во принцип секаде така. Па да, ама овие вработуваат 98% од вработените. Така да не можеш да занемариш 98% од вработените и останалите. Систем, знаеш, па некој ќе ти каже големите окей, па ние извезуваме толку и ние вработуваме толку. Да. Ние предонесуваме со извозот. Секако. Така, затоа велото е врзан. Ама тоа е во економија има очигледно. Парето системот е некогаш 20% ти носат 80%. 20% од нешто. Така но кај нас е обратно, економијата е таква. Тие 2% носат 2%. Тие 2% носат 40% од извозот. Но тоа не ги прави за помалку важно овие 98% другите. Затоа мора владата да направи баланс. Што не го гледаме на комората? Не сум лут на комората. Не. Претходната владеачка гарнитура беше исклучително лута на сите реакции на комората. Не, јас не сум. Јас искрено дури сметам дека комората треба да биде уште поагресивна во своите барања кон секоја влада. Например, ја воспоставив таков систем на комуникација што еднаш месечно се гледавме со коморите. Се додека не го спуштивме на техничко ниво за технички прашања, па после штом го спуштиш нивото се заборава. Но на пример ние имаме исклучителни добри резултати направено заедно со коморите. По прв пат го отворивме Законот за царински тарифи, 289 каматни тарифни стапки се променија после 15 на години нечепкање. И тоа е оставено. И плюс, ако ги видите за кои продукти се што креира додадена вредност во економијата. Ја пребродивме, кажав, ковид кризата од економски аспект, сите мерки заедно ги правевме. Дали беа најдобрите, најидеалните? Спасија 80.000 работни места тогаш.
заедно со коморите тоа го правевме. Спасија отприлика 24.000 компании затоа што беа корисници на мерките. Дали можело повише? Секогаш може повише. И затоа велам, компаниите сега, коморите не треба да бидат да артикулираат една потреба. Во овој момент единствено што слушаме е како 250 милиони евра да стигнат до компаниите. Прашањето е која е додадената вредност кој што ќе ја добиеме со 250 милиони евра и која е целта финална која што ја се цртале комората заедно со владата за нашата економија, која што треба да ја постигнат за 2, 3, 4, 5, 6 години колку и таа е. И таквите прашања, значи ја не сум, пак ќе кажам, ја доаѓам од тамо, не можам да бидам против коморите. Ја сметам дека тој начин на организирање, за артикулирање на потребите на бизнисите е суштествен во едно општество и мора да постои. Независно, некогаш ќе биде една комора повисоко рангирана од аспект на репутација, некогаш друга комора. Независно. Бидејќи имавте ајде условно кажано увид во бројки, има ли милиардери во евро во Македонија? Милиардери во евро. Искрено, како компании се приближуваат, не знам поединечно, но има сериозни добри компании. Они се уште не се рачунаат како милиардери самите. Например, еве во Стопанска комора има еден така наречен клуб 100. Добре. Тоа таму седат неколку компании, мислам дека 6 беа, ако не ме лаже памтењето, кои што имаат секоја година оборот поголем или профит поголем од 100. Вие се скаравте со нив? Како влада? Ја? Не. Не вие, СДС, владата на СДС и ДУИ. Па, не би кажал се скаравме, но мислам дека они замеруваа на поединци во владата за одредени работи и зашто? Некако. Па, на едната страна ги имавме коалициониот партнер кој што во одреден момент се сврти сериозно кон така наречените олигарси кои што ги викаат. ДУИ? Да. Поединци во владата веројатно не постапија за одредени постапки на начин како што и некој од компаниите очекувал, па затоа едноставно смета дека не треба да ја добиеме поддршката. Искрено, веројатно на двете страни, и на страната на политичарите и на страната на бизнисите, мора понекогаш да се разбере дека треба одредено менување на како ги гледаме начините, затоа што јас пак ќе кажам, верувам во тоа дека не може да бидете иста личност на која ќе се појавите на различни позиции да делувате како спротивна личност од тоа што сте. Значи, не може да бидете Фатмир Битики како представник на бизнес секторот, да говорите едно, а кога ќе влезете Фатмир Битики во власта, да говорите сосема друго и да барате сосема спротивно од тоа што сте го зборувале. Ако јас како представник на бизнесот, едно од барањето ми беше владењето на право, не можам после да кажам, ама сега тоа не е важно, како вице-премиер. Току императив треба да биде владењето на правото. Секое решење надворот. Ама не направивте ништо. Па нема да се согласам. Во одредени сегменти и те како има ишчекор. Еве, земете го последниот извештај на Европска Унија во сегментот во кој што јас сум бил повикан. А тоа е... говорам за влада како влада, не говорам сега ние зборуваме
Ама тоа е Поединец. ама тоа е проблемот. А како велат Значи- една ластовичка пролет не чини. Па добро, Не ама прави. секој зборува за одреден сегмент. Кога ќе ми се даде обврска и одговорност да бидам одговорен за се, тогаш е друг муавет. Да, но кога ќе Но дојде кога компанија... ќе го видам сегментот, јас бев одговорен за економските прашања и ако го прочитате извештајот на Европската унија, колку сме ние подготвени и дали има прогрес, има. Океј. Значи во внатрешниот кластер за внатрешен пазар, кој што опфаќаше 9 поглавја од преговорите на Европската унија, од 5 од 9 има прогрес, во 4 има исто ниво како што било претходно, но ако проверите кај се наоѓаме ние како земја наспроти другите земји на Западен Балкан, во овој сегмент ние сме во 5 кластери први, во 4 кластери во кои што имаме одредено застанување, сме трета земја по ишекор. Еве, прифаќам. Тоа и го пишува во извештајот. Меѓутоа, кога ќе дојде домашна компанија или странска компанија, апропо владење на права и кога ќе ви каже, господине вице-премиер, ме рекетираат, сака да ми го земат тендерот. Очигледно е дека се мести. Логично ли е да кажете не сум моќен? Не е логично да кажем дека не сум моќен. Јас сум се обидел да на такви јавувања дури имало можности да институционално го решам проблемот. А тоа е прво веднаш да повикам од службите, за да тоа го евидентираме, и второ да го канализираме низ институциите. Вообичаено, тие кои што пријавиле, не сакале да идат понатаму. Еве сме имале Или неколку... стигнувало до првиот, до големиот, каде што... Не сакале да одат понатаму, затоа што веројатно е сузбивањето на организиран криминал и корупција секогаш барат две страни за да сакаат да отидат до другото, крај. вас бизнисот ве касни и заради ова. Па Не вас, значи говорам како влада. Значи тоа е таа мантра затоа што очекувањето се светци кои што се сега. очекувањата е дека мораше нешто повише да се направи, но пак ќе кажам, спремноста од двете страни не секогаш на сите нивоа постои. Имав еден разговор пред да дојам овде, вели ама зошто еве никако да мрднеме, затоа што викам за да се направи одредена промена, без разлика во кој сегмент е, луѓето треба да се спремни да се одрекнат од лагодноста, постоечката лагодност која што ја имаат. И затоа, кога ќе отидете, видите, ние збориме за дигитализација во државата, ама се уште никој не се одрекува од барањето на хартиен доказ. Значи, Затоа што никој не верува. Изгубена значи, да вербата. вие добивате, ние имаме систем во здравство за мој термин, во кој што се логираш и не ли гледаш, ама резултатите мораш да ги добиеш на хартија, иако Во секој 21 лекар, век. секој лекар има пристап до Интернет. твоето досие. И до И сега интернет. ти, и до интернет. И он ти вика, дај ми на хартија. Имам, не може. Зошто? Тоа ми е Ама- најако, ама- дојди во еден по резултати. Не, Па а- чекаш уште еден сат. Чекаш уште еден сат да добиеш од 21 век резултати. Зошто е? Сме се запрашале ли некојаш? Затоа што некој набавува хартија. Во секоја клиника има набавка на хартија. Во секоја клиника има набавка на тонер. Некој треба да се одрекне од сето тоа. Да се инвестира една за секојаш во еден софтвер од 1 милион, 2, колку и да чини, најдобриот софтвер во светот. Одржувањето годишно 15 до 30 илјади евра. Во 5 години ќе сватиме дека ќе заштедиме 4 милиони евра. Затоа што ќе немаш хартија, ќе немаш тонер, ќе немаш непотребни работи кои што денеска ги. Ама треба да се одрекнат сите, многу страни има. И затоа сузбивањето на корупцијата и криминалот, очекувањето е дека сите треба нешто да се направи. Ама кога ќе кажеш ајде да почнеме од себе си, што станува? Не, чекај, зошто баш јас? Еве мене ми завидува, јас сум го кажал тоа јавно.
И сега пак ќе кажете, абе звучите ко политичар ангел. На супругата ја одзема возачката 3 месеци, додека бе вице-премиер. И овие што беа околу мене, обезбедување и други, абе шефе, што не се јави на министерот? Зошто викам да се јавам? Па вика како бе, вика да ја одземат возачката 3 месеци. Викам, а зошто да се јавам? Ама ти тоа намерно си го направил за да не може да вози 3 месеци. Не. За да не. Не. За да не. Она знае, она не ми ни кажала. Зошто знае со кого живее. И вика, шо ќе те нервирам, не ти ни кажав. И стигна дома, одземена возачка 3 месеци. Тоа е тоа. И ние мораме еднаш да сватиме дека лагодноста која што сите сме се навикнале, а тоа е да паркираш кај што ти текне, да попречиш кого сакаш, кај сакаш. На 4 и без 4. Да, и оставаш бројче. Така. Кај комшијата. Значи, идам јас во собрание како пратеник и вртам еден ден 45 минути. На паркингот, излегувам, идам у една катна гаража, у друга катна гаража и после 45 минути нема вкаде и се јавив на службите у собрание. Викам, извини, викам, ама јас вака не гледам државата. Секако си пратеник. Ја треба да стигнам на седница. Не можам да стигнам на седница. Зашто не можам да најдам паркинг? И, знаеш што ми рекла? Дојдете веднаш ке ви најдеме место. И доаѓам јас и ми вика, сега овде ке паркирате. Ја викам, овде да паркирам? Па викам, ова е пешачки. Како ке паркирам? Овде не може пола. Па нема каде, овде ке ве паркираме. Тоа ни се случува. Затоа сега ние го кренавме толку високо и сега има ред. Сега можеш да отидеш и ставија одреден ред. И свативме дека 30% од возилата што се паркираа на паркингот до собрание биле од други институции, не биле од собрание институции. Битики што ви пресуди? Дуи ви пресуди? Се. Не бе, вас не бе, вие не сте омилен во помеѓу дуи, така? Помеѓу таа владеачка гарнитура, ако сте албанец. Мене не верувам дека ми пресудиле, но Не, дека дуи ви генерално што пресуди, знаете? Како вице-премиер тогаш гледавте кога се игра кошарка за Бехтел и Енка? Не знам дали сум го коментирал ова некогаш, но да бев ја првиот, најмалце ќе добија укор на нивното однесување. И имавме одредени разговори со мои колеги. Ја кажав, мене не ми пречи да имаш време за забава, нели, да се опуштиш после тешка работа, но не правиш пиар од тоа. Знаете зошто? Зошто ја тоа го гледам на сосема спротивен начин. А тоа е, не можам јас да си дозволам нешто како јавен функционер, а јас сум повикан да тоа исто го имаат 90% од луѓето кои што живеат во нашата земја. Не можам ја да си приуштам да имам кош во мојата канцеларија и да играм кошарка, додека децата немаат топки за да играат баскет, за да играат кошарка. А се дел од нашиот образовен систем. Добро, тоа во тој случај дури изгледаше многу минорно, затоа што изгледаше како да се слави 1,3 бизнис. Тоа јас не можам да го кажам. Еве, сум заборел во каква прилика они тоа го направиле, но сметам дека да се занимаваш со јавна функција треба да си дораснат за функцијата. И сметам дека тоа е едно од однесувањата кое што јавно ја виделе. На крај граѓаните рекоа дека тоа е неприфатливо однесување, што верувам дека тоа ни дава одредена надеж, а надежта е дека граѓаните сепак сакаат малце
вредносно однесување со поинакви вредности. Не такво. Претходно такво сака однесување. камшик. Сега гледам Не, дека пак некако заговара. секојаш сакаат, веројатно сакаат затоа што на балконот не е камшик, они сакаат малце построго да гледаат посток пристап кон работите и не доумења. Во смисол ако донесеш одлука да останеш конзистентен на таа Дали одлука. Дуи доби премногу? Не. Дали Дуи ја зеде, условно кажено, државата? Министер за финансии, за економија, сега да не ги редам, еден куп беа од тие клучните големи министерства кои што беа под палката на Дуи. Искрено, мислам дека ова е една теза која што се успеа да се постави во јавноста, која што е многу погрешна. Во тој одреден момент беше оценето дека споделувањето на моќ, на англиски го вика power sharing concept, е нужно за функционирање на државата. Ја, например, сега не се согласувам за тезата која што се постави, затоа што ова е тезата можеби да кажеме по-легитимна, ама во јавноста се постави пак поинако. Дали можеби на албанците им се даде премногу моќ за да управуваат со државата, па сега ќе ја вратиме државата. Не беше на албанците. Беше на Дуи. Не е така, затоа што 20 години Дуи на власт. Стрикно кон Дуи беше насочено. Па добро, тоа беше првичната. Пошто не гледам и вие сте албанец, па не гледам дека против вас имаше некој нешто. Првичната реакција беше таква и таа ја пласираше дури опозиционата партија. Мислам дека цела кампања ја водеа нели Македонија, горда Македонија повторно твоја. За да ден после изборите рекоа, например, еве, затоа што ги апострофиравте одредените позиции кои што спаѓаат во економските ресори, еден угледен член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ја рече конечно дојде време да ги вратиме економските ресори кај македонците. Доста им беше албанците да ги водат. И тоа е сериозно тешко, затоа што не е заради Фатмир Битичи. Верувајте. Јас за Фатмир Битики мислам дека е вработлив. Во Македонија или надвор од Македонија, се едно. Јас ви кажам дека со кого да разговарате, сите Дуи го апострофира. Но тоа е сериозна теза, затоа што на доста голема група на луѓе кои што се не македонци, а по пописот се 44%. Велат, со ваквата риторика, ние на секогаш некој ќе не гледа. Независно на нашите знаења, вештини и квалитет, секогаш ќе не гледа како бројка. За иднината на општеството, тоа е сериозен проблем. Не можеш на новите генерации да им објасниш дека се они едноставна бројка во државата. А кој ги гледа како бројка? Па наративот, наративот кој што македонците како бројка. Целосно. Не, и едната и другата страна. Другата постојано беше со бројка 25%. Сите се гледаат. Не, сите се гледаат. Видете, јас сум реален, јас сум кажал. Ние секогаш само гледаме највисоко тоа што е на површина, ма не гледаме под ајсбергот. Не гледаме под сантата. Па кој ќе дадете 300 евра, нема да гледате. Кој ќе дадете поголема плата на луѓе, нема се занимава. И сега ја велам, добро. И затоа велам, сите гледаме. Зашто наративот и вокабуларот на кој што некако се обидовме да го поставиме е токму тоа. Секојаш само гледаш на едната страна. Ја велам, ајде да отидеме на општинско ниво, на локално ниво. Таму кај што македонците се малцинство по бројка. Ајде. Исто. Ги гледаат како бројка. И затоа велам, ова не води никаде. Пристапот кој што го имавме како СДСМ,
кој што може би, беше преуранет. И се гледа дека е преуранет. Е дека концептот и превземањето на одговорностите во државата мора да бидат базирани на мери систем, на квалитет, независно кој и каков е. Затоа што само така веројатно државата ќе постигне поголеми резултати. Сега ја имам една моја анализа, не сум ја кажал никогаш, затоа што никогаш не би било битно да го гледам од тој концепт. Ако ги земете периодот на COVID, еве COVID годините, од поставувањето на новата влада август 2020, сите меѓународни финансиски институции, и ММФ, и Светска банка, укажуваат дека Македонија, за разлика од сите земји на Западен Балкан, по и пошироко, најдобро се има справено со последиците од COVID и од економски аспект. И они укажуваат на добрите мерки, укажуваат на добрите резултати. Они го кажуваат, не го кажувам јас. И сега прашањето е, кој во тој момент ги креираше економските мерки? Како се викаше? Како се викаше тимот? Мнозинство беа албанци кои што управува во тој момент со економските ресори. Но ние не го правевме тоа затоа што сме албанци, туку седнавме и независно и рековме дај сите ќе се здружиме, ќе направиме се што е возможно зашто ова е ситуација. Не сакам да навлегувам во ова. И затоа јас пак ќе кажам. Знаете, на крај ќе кажам, ќе речеш добро е, па некој немаше ниту едно македонско знаме. Кажете им на тие што ако сте ме ако сте ме виделе како вице-премиер, не кријат дел од политичарите, не кријат дека не ја чувствуваат за своја оваа држава. Па сега откако Албанија почна преговори со Европската унија, но не сакам да возам по таа линија затоа што ја вас исклучително ве ценам. Мораме да покажеме меѓутоа ние не сме обременети со ние мораме да покажеме личен пример. И јас како вице-премиер не мислете дека не сум добивал критики зошто сум го носел македонското знаме? Од албанците? На секое јавно појавување. Од албанците? Да. И од мои колеги. И јас кога сум дал заклетва како вице-премиер, како министер без ресор, ја на мојата маса стоело уставот на Република Северна Македонија. Не стоело устав на ниједна друга земја. Јас сум инсистирал да стои уставот. Да го носам знамето на Македонија. Не сум видел вие во канцеларија имавте албанско знаме? Не. Добро. И личните примери. Види, тоа не ме прави помал албанец од било кој друг албанец. Јас сум кажал, ако во моето делување како вице-премиер најдат еден пример во кој што сум донел одлука против интересот на граѓаните на Република Северна Македонија, ја денеска ќе се откажам од политика. Ама не можат да ми кажат за овој или за оној. За албанец, македонец, ром, србин, турчин. Затоа што ја не можам да кажам дека парите се повредни за едниот наспроти другите. Какви ви се односите со Филипче денес? Добре. Како со Зоран Заев? Како што бевме многу добри додека беше он министер за здравство, јас тогаш бев вице-премиер. Не, говорам како председател на партија, бидејќи се. Вие сте солидни добри. Да, се уште сум член на Социјалдемократскиот сојуз. Зашто пратеничката група ви функционира како сите действувате солистички? Например, вие за Африм Гаши се одвоивте од гласањето. Не, ја не бев на гласањето, како што не беа и други колеги. Дори ви замерија дека сте го бранеле Гаши. А како го бранев Гаши? Па со тоа што не сте гласале за интерпелација. Кои беа причините за интерпелацијата? Па тие оние скандалите со свадбата. Не, така.
Па сега Имаше вие седум, дозволувате, чека да. сега вие дозволувате полиција да го зема на вашето сопруга, не се јавувате, за наоѓате за сходно да го браните Гаши. Не го бранам Гаши. И знаат тие кои што брифираат, мислам дека ако сакат вистински другари да се, треба поинаку да брифираат. Ама проблемот е што спаднавме во општество кое што буквално чита наслови, а не чита содржина. Еве, денеска ако прашам јавно сите пратеници, 120. Колку причини имаше наведено во интерпелацијата, у бројка да ги кажат, ако ми 120 ако кажат точно, еве ја одма велам, не се занимавам. Ја не сум ја погледнал, Седум. претпоставувам свадбата, Седум. претпоставувам она на аеродром, претпоставувам неколку скандали. Не, само две беа од скандалите, се друго беше поврзано со чувства. Значи, и ја имав многу цврст став и на координација и кажав, да, се што е во сегментот на владење на право, ја ќе излезам да зборам на говорница. Но се што е националистички и ксенофобно, ние мораме да кажеме дека не се согласуваме со тоа. Не можам јас да кажам дека се согласувам со интерпелација, затоа што таму не гласавме за причините за интерпелација. Но во интерпелацијата стоеше дека било нарушување на секуларноста тоа што забулена жена, Мерсиха Смаилович, се појавила во собрание и се осудила, а тоа било противзаконито. И во интерпелацијата се повикуваа на законот од 1951 година. Па добро, совршено добро знаете дека ние сме прво сме секуларна држава. Во собрани, па што се како пат јас треба поп да донесам? Не. Да пее. Па не, тоа беше за Сребреница. Па немаше пеење. Немаше молитва таму. Како немаше молитва? Па немаше молитва, никој не пееше молитва. Имаше вака стоја сега, како немаше молитва? А ова стоење каква е? Па добра, ние има поп ќе дојде па ќе се крстиме. Мишко. Ама не е тоа местото во собрание сега. Слушај, имавме многу интересна, ама облекувањето. Не зборувам за облекувањето. Па тоа стоеше во, ама тоа стоеше во причините. Тоа се тие што пишувале таму, па сега, како јас зборувам за чинот како чин, дека тоа не е место во собрание. Како јас да кажам дека се согласувам со таква, дека имаше оđe во собрание. Кога? Тогаш за Сребреница, за случајот за кој што говорите. Не памтам, не сум бил. Добро. Не памтам. Добро. А може да има. Па секоја се поканете религиозните. Поканете религиозните на свечени чинови. Не, на имавме многу интересни да почнеме да правиме сега. Ама сега не претерувајте сега. Ама видете. Ајде отидеме јас се согласувам. Но ние моравме јасно да покажеме дека се што е поврзано со вредносните работи и со владење на правото, дека да, се согласуваме и за тоа ќе поддржам. Ја немам проблем Мерсига што е влезена таму. На крајот од денот ние имаме и пратени па ја не можам, кои што исто така. Ама ја не можам да се согласам да стои тоа дека во државата било забрането носењето на шамја. Тогаш е така. напишано. Па сега, да. Кој е крив тогаш? Чекај уште едно прашање. Како јас да кажам априори да бе се согласувам, нема никаков проблем. А повеќе од саат сме. На Кочан Ѓушев кој му пресуди, кој го наклевети кај американците? Па не вела дека од влада. Не верувам искрено. Имаше ли средби Заев, Мицковски, па на кој што Ангјушев ги организира? Не искрено. Јас неам. Сигурно имало средби, затоа што се потоа се покажа дека имало. Дали он бил организатор, не можам да кажам, но многу ќе беше провидно да верувате дека State Department и Америчка амбасада функционира по укажување на некој функционер во Македонија. Верувајте. Добро, дека меѓутоа не дека ќе има влијание, меѓутоа сигурно прашуваат така. Сега врз основа па на што ќе го донесе?
своето мислење. Ќе седи за Кочо или за Дарко или за Мишко или за Пантер, мене секако не ме прашале. Да, па не прашувам дека вас ме прашале. Јас искрено не верувам дека и они ја носат одлуката од рекла казала. Јас искрено со претходникот, тоест Кочо Анџушев, кога го преземав мандатот, бидејќи ја не го преземав мандатот од него, туку го преземав, ова малку луѓе го знаат, од Мила Царовска, она беше вице-премиер за економски прашања во време на ковид. Знаеме, Па да, ама некако сите викат, претходникот мој е Мила Царовска. Може некој свесно се бегнува таму да се споменува. И јас независно на тоа, инсистирав да се видам со Кочо Анџушев, затоа што он имаше одредени визии за економските прилики. Ден денеска јас сум отворен, од време на време некојаш у различни прилики се гледаме. Еве, за волја на вистината, последен пат се имаме видено на годишнината од компанијата. Јас отидов како вице-премиер, затоа што сметам дека мора да се чесуваат денови на годишни на компании кои што оставиле белег во нашата економија. Да, па тогаш како кога се појавувавте сите гледа овој се појавил кај Кочо, тој сега Кочо да мек на црна листа ставен. Да ви кажам уште на прашање јавноста како размислува. Веројатно сте слушнали како ни еден албанец нема на црна листа. Веројатно сте го слушнали тој му така. Тоа да ги прашаме сега, можеби еве помогнавме или одмогна албанците на републиканците да победат, па можеби сега ќе има. Две прашања за крај, за кратко за буџетот искоментирате и што ви се случува со СДС, овој пат на што се должи, на Заев или на Ковачевски, ваквиот пат на избори што го доживјавте, кој ве предаде? На СДСМ се случи сплет на низа на околности, тоа што им се случува скоро на сите социјалдемократски партии во Европа и во светот. Не, ова после тука 4 беше години, после 4 години на кризи. Овие избори ги следев однака новинарски, мислам, ова беше како да ви кажам, дури и вие вака кога гледате као предадена битка. Добро, еве, ја велам е сплет на околности. Прво се случи тоа што на сите социјалдемократски партии им се случува после период на кризи. Тоа е неминовно. Еве се случува во Германија, се случува во Франција, се случува во сите земји во Европа, во Америка се случи. Така за 4 години се врати републиканците. Второ, ние имавме 2 години изгубени внатрепартиски. Едноставно, веројатно, се друго беше побитно за Односно, ништо не беше битно, кога и да прашите од премиерот, тој ќе каже, мене тоа не ме интересира. Мислам на Ковачевски, мене тоа не ме интересира. И тие се 2 изгубени години кои што не може да се надокнадат. Свесно ли ги губеше некој годините? Тоа сакам да ве прашам. Ве продаде ли некој? Не можам да кажам со сигурност. Но дека нешто се случуваше, затоа што на крај и кампањата која што ја теравме и припремите за кампањата искрено ја во одреден период бев дел од штабот и морам да признам втор пат за парламентарни, четврт пат заедно со локалните, морам да кажам дека ова беше едно од најслабите организирани избори како политичка партија и дали е свесно, времето веројатно ќе покаже. Останувате во СДС, очекува конгресот ви е Да, останувам во СДС без очекувања за потпредседател. Без очекувања од конгресот, многу растеретен, останувам поборник на социјалдемократските идеологија и вредности, сум кажал и останувам на тоа дека јас битката политичка и мојот политички живот не го заснивам на позициите, тие доаѓаат и заминуваат. Дури да има понуда за било какво учество во раководство, сметам дека нови луѓе треба да дојдат, дека Што е бре тоа нови луѓе? Кој е нови луѓе? Јас 2 пати бев подпредседател на партија. Може треба да бидете председател сега.
Па не, сега има нов председател, Добре, така да не ќе можам имате јас пак да избори во бидам. март. Март е после конгресот од 24. Така да. Но јас кажав и во друга прилика и пак ја кажам, сметам дека нови луѓе не можат да изникнат целосно нови луѓе, тоа се ново стари луѓе кои што не биле целосно во раководството, затоа што ние мораме да понесеме одредена одговорност. Јас сум доследен на тоа што сум го кажал и направил претходно. Јас бев дел од раководството. Не се чувствам дека јас сум најповиканиот и со најголема одговорност за тоа што ни се случи, но носам одредена одговорност и затоа си поднесов оставка од позицијата подпредседател и не сакам, нека пробаат други луѓе да понесат одредена одговорност за да ја покажат новата визија како би требало партијата да функционира. Буџетот колку 6 милиарди така, колку е? 6,5. И што очекувате? Кредити од нова држава? Очекуваме или? Па јас би бил најсреќен искрено после низа на години на криза да можеме да вистински отидеме напред, но сум преголем скептик затоа што ако ги гледате сите укажувања и се што е кажано, за жал само влегуваме во ново во ера на нови задолжувања кои што реално нема да донесат развој. Благодарам што бевте во Бизнис Мавет. Благодарам и вам. Фатмир Битики, пранешен вице-премиер за економски прашања, пранешен прв човек на Комората на Северозападна Македонија, консултант, ако сакате, по вокација гостин во Бизнис Мавет и овде почитувани завршуваме. Нормално поздрав до нашите пријатели од Форманова, како што кажав и на самиот старт, посетете го нивниот вебсайт formanova.com.mk, доколку сте за реновирање, таму ќе ги најдете сите оние роденденски попусти кои што ги имаат. Јас сум Мишко Јонов, гледавте уште едно издание на Бизнис Мавет и на Фактор МК. Довидување.